Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски преку социјалните мрежи сподели дека општинското основно училиште Наум Наумовски Борче добива нов систем за мерење и менаџирање со енергијата. Денес, заедно со Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска, присуствувавме на подпишување на договорот за донација на овој важен систем. Голема благодарност до Шпарка се банка за донацијата и поддршката, истакна Стевковски. Тој додаде дека овој систем значи поефикасно користење на енергијата, заштеда на трошоци, грижа за животната средина и транспарентност и одговорно управување. Работиме честно, одговорно и домакински. Продолжуваме со вакви проекти во други училишта за подобра, поодржлива иднина за сите наши ученици, порача првиот човек на Газибаба. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски на отворањето на Лига Центар за учебната 2025-2026 година додели 48 спортски стипендии на ученици од основните училишта во општината, како признание за врвните резултати постигнати во различни спортски дисциплини. Стипендиите се доделуваат во 3 категории, во износ од 2500, 3000 и 3500 денари. Се исплаќаат во текот на 8 месеци од учебната година. Добитници се учениците што се истакнале како најдобри стрелци, играчи и голмани во Лига Центар, како и оние кои постигнале исклучителни резултати во пливање, карате, гимнастика, тенис, џудо, скијање, триатлон, мечување и бадминтон. Герасимовски, честитајќи на младите спортисти, истакна дека локалната самоуправа континуирано вложува во создавање подобри услови за спорт и физичка активност на младите. Во програмата за наредниот период предвидуваме изградба на 2 нови покриени базени. Едниот токму во ова училиште 11 октомври, а вториот во училиштето Димитар Миладинов. Учениците од Центар ќе имаат уникатна можност пливањето да стане дел од наставната програма. На тој начин децата ќе стекнуваат здрави спортски навики уште од најрана возраст, што ќе придонесе за развој на физичката активност и правилен раст и развој, изјави Герасимовски. Започнувањето на проектот Фискална едукација беше одбележано денеска во основното општинско училиште Браќа Миладиновци во општина Аеродром. Со овој проект, како што беше нагласено, општината станува прва општина во државата, што ја воведува фискалната едукација во основните училишта. На настанот присутни беа градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски, директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова, како и државната секретарка во Министерството за образование и наука Елена Ивановска. Ученици во Браќа Миладиновци низ игра и креативна работилница, меѓу другото, се запознаа со даноците. Ивановска појасни дека од денеска во училиштата во општина Аеродром најмалите ќе имаат можност да се запознаат со значењето на даноците, начинот на кој функционира даночниот систем, улогата на УЈП и другите финансиски институции, но и за важноста за совесно и одговорно однесување и транспарентно однесување со јавните средства. При тоа изрази благодарност за поддршката до УЈП, градоначалникот и Министерството за образование и наука. Митевски изрази задоволство што токму општина Аеродром е прва во која започнува овој проект за фискална едукација на учениците, најмладите. Тој изрази надеж дека тоа ќе вроди со позитивни резултати и искажа благодарност до УЈП и МОН за спроведувањето на овој проект за прв пат во основните училишта во државава. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски е убеден дека Скопје и останатите општини во соработка со владата ќе почнат да се справуваат со отпадот на многу подобар и поцелисходен начин. Скопската депонија Дрисла е во исклучително лоша состојба. Силно ќе се залагаме таа да се трансформира по примерот на другите современи европски регионални центри за обработка и третман на отпад. Максимално треба да се заложиме за селектирање на отпадот и за негово поефикасно искористување како суровина, вели Ѓоргиевски. Затоа се надевам дека искуствата кои ќе бидат тука презентирани од искусни експерти во оваа област, кои се дојдени од Австрија, значително ќе ни помогнат мене и на моите колеги да размислуваме во таа насока, рече Ѓоргиевски на конференција посветена на креирањето на зелени работни места во Македонија, организирана од австрискиот амбасадор во земјава Мартин Памер. Тој го истакна значењето на неколкуте невладини организации кои работат во оваа насока на селектирање на отпад и негово собирање, како и третман. Како пример го истакна поставувањето на специјални контейнери за одделно собирање на стаклен отпад, пластика, хартија и слично.
Интересно искуството за поставување машини за рециклирање на пластични шишиња во основните училишта, но и можноста за плаќање паркинг со собирање шишиња, како и примерот во Киселавода за поставување канти за селектирање отпад во самите влезови на објектите за колективно добување, додаде Георгиевски. Интензивно се вршат градежните активности на терен за реализација на проектот за изградба на нов плочест мост и сервисна улица 500 во населеното место Марино, соопштија од општина Илинден. Со проектот, како што појаснуваат, ќе се реализира изградба на нов плочест мост со коловоз широк 6 метри и тротоари од по 1,5 метри од двете страни, со што ќе се обезбеди безбедно и непречено движење на пешаците и возилата. Покрај мостот интензивно се работи на терен и изградбата на новата сервисна улица во должина од 260 метри, со коловоз широк 5,5 метри и тротоари со широчина од 1,5 метри од двете страни на улицата. Дополнително во рамки на проектот се поставува и систем за собирање и одведување на фекални отпадни води, односно фекална канализација за објектите што гравитираат кон оваа улица, што представува значаен придонес кон подобрување на инфраструктурата и условите за живот во овој дел од општината. Увид во градежните работи изврши градоначалникот на општината Александар Георгиевски, кој истакна дека ова е еден од ветените проекти кои го барале граѓаните. Изградбата на новиот мост и улицата ќе направи спојување на веќе изградената улица 119 во населбата Јака, со што оваа населба со над 330 домаќинства ќе се поврзе со централниот дел на општина Илинден, односно со населеното место Марино. Исто така значително ќе се подобри сообраќајната поврзаност, како и квалитетот на животот на граѓаните, велат од општина Илинден. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни.